Почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата и институциите предводени од СДСМ успешно се справуваат со последиците од светската економска криза, најголема во последните неколку децении. Видливи и реални се резултатите од мерките вредни 400 милиони евра за заштита на стандардот на граѓаните и поддршка на домашната економија. Преку само неколку мерки за поддршка на граѓаните, месечните трошоци на семејствата во просек се намалени за околу 4000 денари месечно. Околу 1500 денари се заштетуваат преку мерката за намалување на ДДВ на 0% за основните прехранбени продукти. Преку субвенционирањето на сметките за електрична енергија за струја на едно просечно семејство денес се пониски за 2150 денари, додека намалувањето на ДДВ за горивата обезбедува месечна заштеда од околу 300 денари. Во време на огромна криза растат и платите и пензиите. Минималната плата од овој месец изнесува 18.000 денари, а просечната плата за месец јануари е 29.980 денари. Заедно со пензионерите договорено е рекордно зголемување на пензиите, а 330.000 пензионери овие 3 месеци добиваат по дополнителни 1000 денари финансиска помош. Покрај овие антикризни мерки, владата предводена од СДСМ продолжува со реализација на политики кои го напредуваат животниот стандард на сите категории граѓани. За прв пат е донесен интервентен фонд за поддршка на земјоделството во вредност од 250 милиони денари, со кои ќе им се помогне на сточарите и на плододелците со цел зголемување на домашното производство на храна. Остануваме посветени и на намалување на стапката на невработеност. Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување, за кои се предвидени околу 30 милиони евра, ќе опфати околу 15.000 невработени лица, со што ќе се влијае на дополнително намалување на стапката на невработеност, која засега изнесува 15,7%. Почитувани, ова се само дел од мерките што СДСМ ги превзема за заштита на економскиот стандард на граѓаните и за раст на домашната економија. Во време на светска економска криза продолжуваме со политики што значат вистинска грижа за сите категории на граѓани. Ви благодарам.